Цените на становите уриваат рекорди. Трендот на пораст на метар квадратен се очекува да продолжи, ако не се донесат нови урбанистички планови и ако неизвестноста остане, велат од Градежната комора. Сите посакуваат стабилизација на цените. Истата ќе се постигне ако заедно бараат решение и инвеститорите, и владата, и општините. Тргаме од јануари со цена на чинење, карикирам, одредена вредност и на крај на годината цена на чинење се зголемила за 20-30%. Тоа е исто голем проблем. Единствено нешто кое што јас го гледам како можност за стабилизација, значи еден факт, дека платите мора да растат. Инфлација постои, сите кои што се вработени во градежниот сектор мора да имаат поголеми плати. Тука не станува збор по тој основ дека тоа би било причина за зголемување на цени. Апсолутно тоа не е така. Единствено нешто што ние треба да коригираме, тоа е да имаме локации повеќе. Кога ќе имаме локации повеќе со помал процент на учество при изградба на недвижност, ние ќе направиме баланс кој што ни е потребен. Според последните податоци на Народната банка, во третото тримесечје лани, цената на недвижнините бележи пораст од 25%, што е највисок скок од 2020 година. Во бројки тоа значи дека ако во 2020 квадрат се продавал за 1000 евра, лани чинел 1250 евра. Најскап е метар квадратен во Скопје, каде во моментов се продава и на 3000 евра. Според податоците на Агенцијата за катастар, лани во првото полугодие, најскапиот стан бил продаден во центар. За 105 метри квадратни, купувачот платил 300.000 евра. Најскапата гаража пак била продадена во општина Аеродром, каде за 24 квадрати платени се 30.000 евра. Она што на пазарот се нуди над 3.000 евра за квадрат се веќе изградени, стари станови, кои не смеат да диктираат цената. Новите станови се тие кои што ќе диктираат вредноста, затоа што едно е да купиш нов автомобил, а друго е да купиш половен. Значи не може, ние исклучиво кај нас вредноста се дефинира локација. До кога? Локацијата ќе го диктира вредноста. Значи треба да се навлезе и подлабински што се добива за таа вредност која што се нуди во однос на самата недвижност. Инаку Евростат објави дека цените на становите во третиот квартал во Унијата скокнале за 5,5%. Рекордер во поскапувањето била Унгарија, каде за 10 години цената се зголемила за 275%. Двојно поскапели становите во уште 11 земји членки на ЕУ, како Португалија, Литванија и Бугарија. Речиси непроменети останале цените на недвижнините во Финска. За 10 години поскапеле за само 2%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.